Во време кога Македонија се соочува со финансиски предизвици и ниски примања кај многу семејства, еден феномен особено го привлекува вниманието пред новогодишните празници. Жените се подготвуваат и дозеруваат повеќе од било кога. Иако некогаш убавината на жените ја означува природни црти, негувана коса и внимание кон здравјето, денешниот концепт на естетика често вклучува модерни процедури од филери и ботокс до сложени третмани за лице и тело. Дел од експертите велат дека овие терапии порано воопшто не ни постоеле на нашиот пазар или биле во рана фаза на развој, додека денес се чести како шише парфен во чанта. Во Република Македонија постојат стотици салони за убавина, фризерски и козметички студија, каде дамите ги надоградуваат своите изгледи. Онлайн пребарувањата покажуваат дека има повеќе од 1400 фризерски салони, околу 368 салони за убавина, стотици козметички салони, маникир, педикир студија и други услуги поврзани со лична нега ширум државата. Тоа значи дека во многу градови од Скопје до помалите средини постојат салони и студија кои нудат услуги од базични фризерски третмани до специјални естетски интервенции. Секогаш пред големите празници имаме пораст на заинтересирани клиенти за третмани за коса, шминка, но и естетски процедури. Луѓето сакаат да изгледат најдобро што можат, па дури и тоа ако значи дополнителни трошоци. Економската реалност дава едно парадоксално сведоштво. Иако многумина имаат ограничени финанси, расходите за лична нега ретко се штедат, особено пред големите прослави како Нова година. Пазарните податоци и разговори со граѓани покажуваат дека плаќањето за услуги на убавина често се става на место на приоритет, дури и кога другите расходи се сведуваат на минимум. Психолозите истакнуваат дека современата убавина можеби добива нова димензија. Дали станува збор за желба да се привлече внимание и да се задоволат очекувањата на општеството или пак за лично себезадоволство и грижа за себе, причините се комплексни. Но трендот одавна не е исклучиво женски. Се повеќе мажи во Македонија ги користат услугите за козметички и фризерски салони, од третмани за лице, обликување на брада, па се до естетски зафати кои до неодамна се сметаа за табу теми. Според вработени во салоните, токму во декември расте бројот на машки клиенти, што покажува дека грижата за изгледот станува општествен тренд, а не родова подолба. Желбата да се изгледа подобро, посамоуверено и подготвено за празниците очигледно ги надминува традиционалните граници. Дали убавината е подобра природна или со помош на препарати и третмани? Одговорот варира од личната филозофија до индивидуална увереност, но факт е дека за многу македонки и македонци пред новогодишната нега не е само козметичка рутина. Тоа е израз на самоизразување и надеж за подобро чувство за себе.